запишано дека етничката заедница која што брои над 20% од населението во државата може да ги оствари тие права што ги добија, но они го направија ги извадија некаде 25,17%. И сега од таа кривична пријава само еден момент да кажам, не сакам сега да ја раскажам бидејќи е така пообемна, еден момент да кажам. 94 година кога беше предпоследниот попис, од 94 година до 2002 година, значи во период од 8 години, од предпоследниот до последниот попис, населението во Македонија е зголемено за 85.000 граѓани. Од тие 85.000 граѓани, 67.000 се албанци, 2.000 се македонци и околу 14-15 се останати. Роми, турци, власи, бошњаци сега не ни се битни овие категории, значи да се навратам. И сега видите вие, за период од 8 години произлегува дека годишно се раѓале по 2500 албански деца во државата, а само по 25 овие македонски. Или попластично тоа беше ако се направи тој сооднос. Тој сооднос, да кажеме, на дневно, доаѓаше некаде процент еднородно македонско дете спрема 32 албански, што е надвор од сите, без разлика што албанците ги бие глас, дека имат голем наталитет, но толков сооднос е надвор од природните закони, од било каков логичен, било како логично размислување. Значи, толку провидно го направиле тој фалсификат и затоа ние, како што кажав, трета работа како партија поднесовме кривична пријава за фалсификувањето на пописот. Еве сега ќе имаме попис некаде се најавува на есен или следната година. Јас сум длабоко убеден дека ќе се исправи таа неправда што е направена. Понатаму во еден дел кажав, ги расветливме, ја имав повеќе серијали, ги расветлив тие страшни предаса што се случија во 2001 година со македонската војна. Го расветливме срамниот прием на Македонија во Обединетите нации преку со таа референца ФИРОМ, така да се тоа некои активности како партија кои што ги имаме преземено преку институциите на системот, значи официјално действуваме и затоа ова не случајно го спомнувам, не сакам само да прозвучи дека сега тука продавам некоја демагогија вечерва. Значи со овие конкретни примери сакам да покажам дека како партија секој пат ќе бидеме на првата линија во одбрана на македонските национални интереси. Еве престојат избори. Ќе коалицирате со ВМРО. Какви се вашите видувања за престојните избори? Дали по оние сценарии кои што се најавуваат дека овие ќе бидат жешти избори, дека ќе има секакви турбуленции на изборите, дали предвидувате некои такви сценарии? Прво во однос на изборите, јас сум длабоко убеден и тука нема никакво сомневање дека македонските граѓани ќе знаат да изберат правата опција на изборите, бидејќи дотолку повеќе што и на овие избори ние не видовме во СДСМ нова структура, нови лица. Еве гледаме дека нивниот главен адут и на овие избори се истрошени кадри од типот Бранко Црвенковски, Шекеринска и денеска е крајно, да не кажам несериозно, можеби да кажем и смешно, кога вие го гледате Бранко Црвенковски да зборува за криминал, за незаконитост, кога во негово време се случи најголемата криминална приватизација, најголемиот број на отпуштања. И ова што го гледам, еве сега нешто се обидува да препишат од програмата на ВМРО ДПМН во однос на името, гледам ретерираат дека и они ќе се залагале за референдум, но се на се гледа дека не гледаме нешто ново во таа партија и од тоа сум убеден дека граѓаните ќе ја имат довербата во оваа коалиција што сега е на власт од 2006 година. И ако сега еве си дозволам да прогнозираме, јас мислам дека изборниот резултат ќе биде тука некаде како 2008 година, некаде од 50 до 60 претенденти на страна на коалицијата, бидејќи не само СДСМ него не гледаме други противници. Гледам некоја партија направи Љубе Бошковски, гледам се враќа Лјупче Георгиевски, но тоа е странно што извртија грб на сопствената партија, бидејќи веќе не треба некој посебно образложување да се даде дека они се фактички во некој таен договор со Бранко Црвенковски за рушење на оваа влада, се под негова директна контрола. Така да од овие што се такои помали партии, јас ќе се земам за храбро, за слобода да прогнозирам, ќе поминат катастрофално нови избори, бидејќи народот знае да ги препознае, биле на власт цело време, знае народот што направил за време на нивното владење, и сега без срам и перде, кажемо народски,
повторно бараат доверба од граѓаните, се однесуваат како 90 година да не биле родени. Како нешто се случувало таму далече до 90 година, како они да ништо да не знаат, иако беа главни актери. Од 90 до 96 година, како и со своите политики фактички предонесла Македонија да биде закована на тоа европско дно. И дури тоа се не граѓаните видоа дека некој предвижување во некоја позитивна насока, да кажеме, се случи токму после 2006 година. И токму затоа ние како Народно движење за Македонија станавме дел од оваа коалиција, бидејќи како што кажав, преку оваа коалиција тука предводена од ВМРО ДПМН гледаме најдобра можност да ги оствариме нашите тие принципи што ги кажував порано, а принципи кои што значат заштита на националните и државни македонски интереси. За крај би ве прашал кој е еднината на Македонија? Па јас верувам во единината на Македонија и тој рамковен договор 2001 година кој што се потпиша, кој што сака нека зборува за некој, но за нас македонците тоа е длабоко травматичен, бидејќи не обезличи како држава, бидејќи со тој рамковен договор, како што знаеме, во уставот веќе исчезна таа категорија македонски народ. И таму, ако видите сега сите тие, како што ги кажуваат, етнички заедници, што се наброени таму, ромска, турска, влашка, бошњачка, српска, и ако видите сега тие што е жално, од сите тие заедници, сите имаат сопствени национални држави, само ромите и македонците немаат сопствена национална држава, и јас за тој рамковен договор сметам дека е привремено решение и во одредени променети геостратешки политички околности на меѓународната сцена, Македонија ќе се го поврати тоа свое суверено меѓународно право да биде национална држава на македонскиот народ. Се разбира, како што кажав, со да не се сватам сега тука со некоја националистичка реторика, со гарантирана положба на сите граѓани што живеат во Македонија без разлика на која националност припаѓаат, но со јасно пропишување дека Република Македонија е национална држава на македонскиот народ, и тоа не е никаков изум, никаква новина. Ако вие денеска ги погледате уставите на сите европски развиени демократии, сите тие во првиот член стои одредба дека се национални држави на односот народ кој што живее во тие држави. Значи европскиот концепт на организирање на држави базира на национална држава на тамошните народи. Исклучок се само Белгија и Швајцарија, но тоа знаеме како се создадени. Тоа се вештачки држави, бидејќи нема изворен швајцарски народ, него тоа е да мешавина таму на германци, французи, италијанци. Иначе сите европски држави базираат на тој национален концепт. Сите се национални држави, и со Македонија во 2001 година се направи тој, за жал, тој експеримент, но како што кажав јас, за мене тоа е привремено решение рамковниот договор, и сметам дека во дадени околности Македонија ќе успееме да ја направиме да биде држава во посакуваната насока. Ми останува да ви се заблагодарам за вечерашно учество во нашава емисија, да ви посакам успешна работа и понатаму. Вашата партија нека ја одигра онаа вистинска улога на овие престојни избори. Доколку имате нешто да додадете, доколку не, уште еднаш благодарам. Па еве јас да се заблагодарам на крајот, иначе во однос на мојата работа, што спомнавте, јас покрај политичкото делување преку мојата партија Народно движење за Македонија, јас и лично моето делување е во таа насока на македонски национални интереси. Јас кажав дека мојата магистарска работа беше на тема меѓународното приемот на Македонија во Обединените нации, меѓународното право. Докторската теза ми е кои правни опции може да ги преземе Македонија да се го поврати уставното име. Значи во таа насока мојата лична преокупација и научна работа е во насока на заштита на македонските национални и државни интереси. Ми останува уште еднаш да ви се заблагодарам. А вам, почитувани гледачи, да ви посакам пријатна вечер и до гледање.